Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Дневник 19. Вечерва гледаме. Над 30 лица повредени, над 100 возила оштетени. Ветрот во Скопје дувал и до 134 км на час. Кризниот штаб баре решение за обезбедување техничка вода за жителите на Гостивар. Пораста од 8,2% за една година. Трамп се заканува дека ќе нападне нуклеарни објекти во Иран. Техеран предупредува на проширување на војната. Што значи посетата на претседателката на Индија на Македонија за развојот на дипломатските односи, потребна ли е зголемена економска соработка? Индија и светската дипломатија во тема на денот гостин Ивица Боцевски. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. ...134 км на час бил најсилниот удар на ветрот, што вчера го погоди Скопје. 33 лица завршија со повреди, над 100 возила оштетени и огромни проценти на друга материјална штета. Скршеници, расекотини на главата и силни набиеници. Околу 30 на граѓани завршија во скопските клиники по вчерашното невреме, какво што скопјани не паметат. Министерот за здравство потврди дека сите повредени се соодветно згрижени и пружена им е неопходната помош. Во клиничкиот центар Мајка Тереза, односно во Тојуц, има згрижено 11 повредени од синокашното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници и се третираат соодветно на клиниката. Невремето ги начека граѓаните неподготвени. Многу мина возеле низ булеварите, други пеш се враќале од работа. Некои успеале да се засолнат, а некои пак се повредени бидејќи врз нив паднало гранка, дрво или предмет. Меѓу оние кои завлакно избегнаа потешки последици и пазарџиот Боњаковец. Тој за Сител раскажува дека се засолнил во последните секунди, токму кога ветерот го откорнал покривот над неговата тезга. Тука бев. Да? Овде до 6 сатот кога се удари тоа, кога падна крово. Страшно ли беше? Па мене ме повреди. Вистина каде? Да, па јас требаше среќа дека ме удреше тој од лехов нешто. Тука сум повреден, овде руката. Одма за 10 секунди го думна од тамо, го скина, го фрли вамо и наамо све. Ветерот со јачина на ураган направи вистинска катаклизма во речиси сите скопски населби. Дрвја кршеа прозорци од автомобили, паѓаа зад возила во движење и целосно блокираа влезови од згради. Екипата на Сител денеска направи обиколка низ градот за да провери како изгледа Скопје ден по невремето. Сите патишта се проводни, но трагите од невремето се присутни. Големи дрвја се на улиците, а работниците ги чистаа булеварите. Силното невреме предизвика големи штети овде во Соборниот храм. Работниците денеска на терен ги расчистуваат последиците од силното невреме. Оштетени се дрвја, клупи, а исто така и делови од оградата овде во Соборниот храм. Бројот на повици до Центарот за управување со кризи ги сруши сите досегашни рекорди, а голем дел од градот со часови остана и без електрична енергија. Готово ќе пуштам пријава, ќе ви се јават. 078. Бидете само достапни, терминирајте затоа што има превike настани. Вчера од 17 часот па се до овој момент беа примени над 10.000 повици од граѓани, кои во најголем дел ги пријавуваа материјалните штети. Иако операторите во секторот 112 работат со полн капацитет, се повикани и дополнителни смени. Синоќа сите општински кризни штабови беа активирани, бидејќи клучните сообраќајници беа непроводни. Меѓу најдраматичните моменти снимени на камера беше и падот на 60-метарскиот јарбол со македонско знаме, кој едноставно попушти под налетот на урканот.
граѓаните ги вознемири и видео на кое се гледа како покрив од зграда лета како перду во воздух. Многумина граѓани на времето ги затекна во нивните автомобили, изолирани среде бурата. За помош на граѓаните и екипите на терен излегоа и припадници на РМ и полицијата. Невремето предизвика најголеми последици на подрачјето на СВР Скопје. Евидентирани се 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, 7 семафори и 5 пожари. Дополнително оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на ОЈО-ГОК, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии и Министерството за земјоделство и јавното обвинителство, информираат од полицијата. Според податоците на УХМР, вчера граѓаните беа сведоци на исклучително редок и раздорен метеоролошки феномен. Во Скопската котлина во 16 часот и 10 минути бил регистриран оркански ветер од 130 км на час. Според метеоролошката класификација, секој ветер над 118 км на час се дефинира како ураган, феномен кој што ретко се случува на овие простори, но остава катастрофални последици. По вчерашниот хаос, метеоролозите за утре најавуваат привремено стабилизирање на времето, но веќе од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд. Габриела Лескова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски ден по невремето вели дека државата има механизми и дека граѓаните погодени од невремето ќе бидат обештетени. Тогаш оваа влада не ги оставала граѓаните сами да се сноѓаат. Ја им благодарам на институциите и на градоначалниците што во текот на вечерта и веднаш после епското невреме кој што вчера го зафати Скопје излегоа на терен и ги санира заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите. И денеска ќе продолжат бидејќи станува збор за епско невреме. Навистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. А кризниот штаб денеска бараше решение како да се обезбеди барем техничка вода за жителите на Гостивар. Министерот за здравство вели дека здравствената состојба е веќе под целосна контрола и епидемијата се смирува. Епидемијата во Гостивар полека се стабилизира. Според последните информации на Министерството за здравство, за 41% намален бројот на нови прегледи. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани 60 нови прегледи на инфективното оделение, 37 нови прегледи на педиатриското оделение и 11 прегледи во ургентниот центар, односно вкупно 108 нови прегледи. На инфективното оделение се примени 20 нови пациенти на болничко лекување, додека на педиатриското оделение нема нови хоспитализации. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 87 прегледи во дежурната служба и 17 повици до идната медицинска помош, велат од здравство. Според министерот, здравствената состојба е под контрола, а приоритет за Гостивар сега ќе биде да се врати во употреба водоводната мрежа. Работи на планот на враќање во употреба на водоводната мрежа. Тоа ќе вклучи постојани проверки на квалитетот на водата на излезни точки во градот, како во болницата, во градинките, во верски објекти, јавни чешми и ќе започне планирањето. Во меѓувреме, главниот штаб при ЦУК на денешната вонредна седница побара од општината Гостивар итно да ги дефинира критичните локации и лицата за контакт, за да може техничката вода веднаш да стигне до објектите од витално значење. На помош за снабдување на граѓаните на однапред одредените пунктови се вклучуваат уште 6 општини: Куманово, Тетово, Дебар, Кичево, Кавадарци на Готино, кои испраќаат собствени цистерни. Во поддршка се приклучува и армијата, која веќе ги стави на располагање своите 2 цистерни, подготвени да излезат на терен, штом за тоа се укаже потреба. Истовремено Институтот за јавно здравје, јавното предпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи, соопшти од ЦУК. Најважно во моментов е да се обезбеди техничка вода за гостиварци и вода за пиење, вели премиерот Мицкоски. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега
во најбрзо време реагирале. Владината служба за општи заеднички работи продолжува со испорака на питка вода до гостиварци, додека ЦУК апелира до сите граѓани доследно да ги следат упатствата и новите соопштенија од институциите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Филипче ја спореди со државен удар блокадата на евроинтеграциите. Просечната плата стаса речиси 50.000 денари, пораст од 8,2% за една година. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска на седницата на Националниот совет за евроинтеграција оцени дека намерното блокирање на евроинтеграциите од страна на власта е државен удар. Евроамбасадорот Рокас пак вели дека земјава има капацитет за реформи и затоа за што е потребен широк политички консензус. Власта тврди дека работи посветено на европската агенда. Катерина Нешкова. Македонската влада доби нов список на реформски чекори од Брисел што државата треба да ги исполни до декември, за да остане во добро темпо за планот за раст. Премиерот Мицкоски деталите ги разговарал на онлайн состанок со директорот за соседство и проширување на ЕУ, Герт Јан Копман. Досегашните обврски се исполнети освен изборниот законник, кој останува отворен поради блокадата на опозицијата. Но Мицкоски вели дека се уште важи понудата таа да се договори меѓусебно за изборните правила поврзани со гласањето на диаспората далечина и изборните единици. Со господинот Копман разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат. Апелирам на одговорност, на зрелост кај председателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Додека премиерот ги пренесуваше пораките од Брисел во собранието, опозицијскиот лидер Филипче преку Националниот совет за евроинтеграција упатуваше критики до власта. Обвини дека намерно се кочат евроинтеграциите, коментирајќи дека владата влијае врз правосудството, дека е слабо спроведувањето на мерките против корупцијата, но ги спомена и познатите обвинувања за српски свет и руско влијание. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладини конференции. Секој ден гледаме како регионот оди напред. За жал ние стоиме во место. Кога регионот оди напред, а ние не правиме ништо, тоа е и назадување. Ке дојде временски период во кој што веќе нема може да се споредуваме со никој, поради тоа што едноставно луѓето овде нема да гледаат да гледаат иднината. Евроамбасадорот Рокас пак порача дека има 3 клучни точки за македонските евроинтеграции. Прво, обврската за уставни измени од 22-та, потоа согласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика со ЕУ, за што ја пофали Македонија, а третото е владењето на правото како клучен фактор за оценка. Сепак тој побара политички консензус за изборниот законник и покрај политичките разлики. I'm saying that because I know, and now I'm almost 2 years here, I can see that there is ample space to argue and debate and have confrontation about many aspects of the daily life of citizens, but in these key laws it would be important, also with our support, to reach consensus, and this has been also the case for, of course, the electoral, which we didn't manage to fulfill it in the deadline, the criminal code, the laws on courts, the Ombudsman Office, the strategy on fighting corruption, and many other. На консензус смета и вице-премиерот за евроинтеграција Беким Сали, кој ги повика сите пратеници на конструктивен пристап кон законите поврзани со европската агенда. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Индијската председателка ја продолжува посетата на Македонија. Денеска е во Охрид, а утрово во Скопје беше откриена и биста на Махатма Ганди.
Индискиот духовен лидер и борец за независност од британскиот колониализам Махатма Ганди доби биста во музеот на град Скопје. На крајот на посетата на Скопје, председателката на Индија Драупади Мурму рече дека во време на конфликти, нетолеранција и подалби, вербата на Ганди во диалогот, сочувството и мирниот соживот останува актуелна и денес. Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. Махатма Ганди припаѓаше на Индија, но неговата порака припаѓа на целото човештво. Неговиот живот покажува дека вистината, ненасилството не се знаци на слабост, туку моќни инструменти за обезбедување правда, слобода и достоинство. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пак, говорејќи за неговото влијание врз светот и големите светски револуционери, рече дека и во процесот на осамостојување на Македонија можел да се почувствува гандизмот. Веројатно најважното наследство што го остави Ганди е идејата за ненасилно самоопределување како право на луѓето да одлучат за нивната судбина и иднина, но исто така и слобода да си ги организираат животите во согласност со нивната сопствена волја. Може да се каже дека на 8 септември 1991 година, пред 35 години, слично на Гандиевиот принцип за ненасилно самоопределување, македонските граѓани и нивните избрани представници мирно, ненасилно ја доведоа нашата земја во независност надвор од Југословенската федерација, која што во тој момент насилно се распаѓаше. Бистата на Ганди во Скопје има посебна символика, особено што тука е родена света мајка Тереза, која најголемиот дел од својот живот работеше токму во Индија. Со поставувањето на бистата на Махатма Ганди, Скопје добива траен подсетник дека најголемите промени во светот започнуваат со почитка кон човекот, со силата на вистината и со вербата дека диалогот секогаш е посилен од поделбите. Индиската председателка Мурму е во 3-дневна посета на Македонија со голема бизнис делегација. Двете председателки поставија амбициозна цел – трговската размена меѓу двете држави да порасне од 133 на 500 милиони долари. Индиските искуства во автомобилската индустрија, фармацевската, традиционалната медицина, информатичките технологии, вештачката интелигенција, дигиталната трансформација, научните истражувања се само дел од секторите преку кои ќе се јакне соработката. Даниел Василев, Сител телевизија. Рече минутите за тема на денот. Мој вечерашен гостин е Ивица Боцевски. Добро вечер. Мислам дека малкумина во Македонија со сериозност гледа на оваа посета. Па јас не го делам тој впечаток, мора да кажам. Малкумина може би да не само наречена малограѓанштина, која што се представа себе си за елита гледаат на тоа, меѓутоа луѓето сериозно гледаат на таа. Но што значи една посета на индиски председател? Па прво официјална посета на индиски председател, од кој агол да вртите не може да биде лоша вест. Прво официјална посета на шеф на држава во пантеонот на односите ги става односите меѓу две земји на многу висока рамнина. Ние се подсетиме, ние како Македонија се уште имаме проблем, затоа што еден наш сосед се уште нема реализирано официјална посета на шефови на држави меѓу двете земји, за Грција зборам. Кога грчки председател бил во Македонија и кога македонски председател бил во Грција на официјална посета. Официјална посета има многу строг протокол. Официјална посета, повторно ќе кажам, е знак дека меѓусебните односи се наоѓаат на едно многу високо ниво, на највисоко ниво, условно кажам. Тоа е едно. Второ, првиот министер за надворешни работи на Македонија, Денко Малевски, ја нарече Македонија грдото Пајчо. Додека бевме грдото Пајчо, дека не доаѓа шефови на држави на надоаѓачки светски сили. Големиот американски дипломат Џорџ Кенан има кажано за Индија, за Кина, за Соединените американски држави, за Советскиот сојуз, Русија сега, дека тоа не се обични држави, туку дека тоа се еден вид на континентален израз, цивилизацијски израз, гигантски држави. Така што тоа е едно. Второ, со самото нејзино раѓање во 1947 година Индија веднаш се лансира на пантеонот на светските сили. Ќе зборуваме за тој момент, ама прво така што сакам да кажам, ова е проблемот, ако веќе го бараме, ако веќе бараме критика. Не зборувам критика, него Ако едноставно бараме критика, критиката е било зашто ова посета не се подготвуваше предходно 6 месеци. Се знаело одамна за оваа работа, зашто не беше уште
поголема свеченоста и Не церемонијалноста. зборувам за критика, туку од аспект на тоа, да речеме, со што е, да речеме сега, една ваква посета? Има ли ќе вродели со некој плод? Сигурно ќе вроди со плод, затоа што, пази, не председателите, политиката, дипломатијата, го крои амбиентот. Вие кога ќе создадете еден позитивен амбиент, тогаш општеството, економијата, граѓаните, универзитетите, културата си наоѓа свој тек. Ваше е, нели, да ја воспоставите овој амбиент каде што овие односи се одвиваат. Самата посета на индискиот председател на Македонија става, условно кажано, на картата на Индија. Индија очигледно има глобална стратегија. Живееме во еден разбрануван свет. Гледаме дека секоја од овие веќе воспоставени и надоаѓачки глобални сили имаат некоја своја стратегија која што се однесува на сите точки на земјината топка. Значи, не се само регионални хегемони, не се само регионални сили, туку имаат и свои глобални претензии. Прашувам низ призма на менталитетот кај македонската јавност, која што претпоставам дека можеби има некако погрешна или поразлична перцепција за тоа што е Индија, затоа прашувам. Токму заради тоа и одговорив, можеби малку подрско, значи, од аспект на една само наречена скопска елита која што целиот живот го поминува на две улици. И се замислува дека елита, да. Меѓутоа Македонија има многу поинакви, Македонија е многу поинаква. Секој наш дипломат ќе ви потврди, ние имаме една глобализирана нација. Луѓе од Македонија работат по целиот свет. Луѓе од Македонија бизнис имаат по целиот свет. Луѓе од Македонија студираат, предаваат во целиот свет. Значи, вие како држава да останете, да го сочувате вашиот суверенитет во 21. век, мора да се вклучите во оваа игра. Македонија мора да е присутна секаде онаму каде што се крои глобалната политика. Нью Делхи е еден од тие градови. Мумбај е еден од тие градови, така што апсолутно, значи, нема начин како да се гледа на целата оваа ситуација поинаку отколку многу позитивно. Пред интервјуто разговараме дека спомнате дека ова е една од ретките посети на председател надвор од европскиот континент. И во европскиот континент еве да гледаме, значи освен да речеме овој балканскиот простор, каде што често, или постјугословенскиот простор, каде што односите се блиски, каде што често имаме официјални посети на највисоко ниво, кога последен пат имаме официјална посета? Емирот од Катар е во европските земји ке ни текне, кој што беше како шеф на држава во Македонија, и потоа ќе ни треба време да се подсетиме кој друг шеф на држава. Клинтон не беше во официјална посета. Да, беше како дел од косовската криза. Официјална посета е нешто друго. Официјална посета е, како што реков, еден својден врв на меѓусебните дипломатски, политички и други оцени. Така што ова е посета со сложен протокол, со сложена програма, токму за да се истакне дека односите се наоѓаат на едно врвно ниво. Што може да се очекува? Председателката се спомна дека има некои 150 милиони евра, мислам трговска размена, што мене вака ми изгледа многу за можеби не информирани. Малку е. Еве да речеме со цела Скандинавија ние имаме едва 10 на 15 милиони евра размена, што е смешно. А нели Европска унија, единствен пазар и така натаму. Меѓутоа, Индија со самата своја економска сила, моќ и така натаму, јасно ги создава овие текови. 150 милиона е малку, ако се земе предвид дека за некоја година Индија ќе биде најверојатно втората глобална економска сила. Сега зависи како мериме во првите 5, нели? Дали мериме по куповна моќ, дали мериме апсолутно и така натаму, тие нешта се разликуваат. Меѓутоа, како што реков, тие од самото нивно раѓање во 1947 година веќе се глобална сила. Фактот дека тие не се постојана земја членка на Советот за безбедност го сликува фактот дека кога е создаден светскиот поредок после Втората светска војна, се уште за колониализмот и расизмот имале една изразите црта. Тука се голема група на бизнисмени. Да, тоа е одлично. Може да се очекува некако поместување. Може да се очекува почеток. Значи, вие самите знаете дека ние имаме амбасадор таму, тие немаат овде или како е? Да, ние имаме таму амбасада во Нью Делхи. Нью Делхи е одредиште кое што не е непознаница за Македонија, преку југословенска дипломатија. Имало една цела серија македонски дипломати кои што таму службувале. Преку движењето на неврзаните веќе имаше една соработка, тогаш Македонија беше дел од Југословенската федерација. Ние подзабораваме колку беше голема југословенската развојна помош и присуството на Југославија преку развојната помош секаде во третиот свет, условно кажано. Да. Таму бевме со Индија и истовремено и конкурентни и партнери. За жал, дел од ова знаење е исчезнато. Ќе биде добро ако може
нешто од тоа да се превоспостави, да се врати, но и да се бараат некои нови форми и некои нови текови на соработка меѓу двете земји. Пази се, станува збор за земја која што има своја вселенска програма, која што е нуклеарна сила. Што понатаму да зборуваме. Во тој контекст, значи и не само тоа, забораваме ние дека нивниот влог во една од Втората светска војна, ја спомнавме, една од најскриените сили во Втората светска војна е Индија. Британска Индија има еден од најголемиот број на жртви, војници дадени за победата над фашизмот, се разбира тогаш како тоа британската. Во тој контекст не знам кои се од бизнисмените од Индија се овде присутни, но сепак влева надеж толка број на бизнисмени, но со оглед на големината и со оглед на искуството што времето кога вие бевте дел од една претходна влада, знаме на еден обид на таа влада да разговара со Тата, например, компанијата за производство на автомобили, да ги убеди да дојде во Македонија, и од разговорот од тогашниот директор Виктор Мизо всушност искуството покажува колку е веројатно тешко да се стигне до Апсолутно. Затоа велам, покави се оптимистичките така најави дека можеме. Македонија е интересна затоа што преку спогодбата за стабилизација и асоциација има влез на единствениот пазар. Единствениот пазар и натаму еден од најголемите глобални економии, тоа е нели Европската унија. Дај Боже да влеземе колку што е можно по мачене, трнлив е нашиот пат кон Европската унија, ќе стигнеме таму. Сакам да кажам, Македонија затоа е интересна. Македонија е интересно место од каде што може да се пласираат инвестиции кои што ќе извезуваат во единствениот пазар со правила, нели како со тие правила, тоа е едно. Второ, исто така Македонија е интересна како еден дел од транспортен и логистички хаб за. Но колку е за Индија Македонија интересна? Па токму затоа е интересна, кој што е како влез за единствениот пазар. Македонија може да понуди овде веќе компаниите во слободните економски зони ја препознаа Македонија како место каде што може да се пласираат инвестиции, како место каде што може да се води бизнис. Исто така, тоа сакав да кажам, оние ланци за снабдување, значи вие кога правите еден голем конгломерат како што го спомнавме Тата, дури Тата да не дојде во Македонија, заедно со Тата ќе дојдат уште 100-200 индиски компании кои што го хранат тој ланец на производство. Македонија за нив е интересна како место каде што може да ги постават своите инвестиции. Тоа е едно. Второ, Индија е еден образовен джин во секој поглед. Знаете и сами дека најселективниот универзитет на светот не е ни Харвард, не е ни MIT, не е ни Оксфорд, ни Кембридж, ни Халдерберг, ни Сорбона. Туку е институт за технологија. Секоја година за едно место се вели дека преку 1000 студенти аплицираат. Замислете таа селективност. И не само тоа, туку знаеме дека благодарение на ветераните, студентите кои што завршиле на оваа престижна техничка установа, индиското малцинство во Соединетите американски држави е најбогато малцинство во моментов. Не постои ниту една друга етничка група во Соединетите американски држави која што има побогат бруто домашен производ по глава на жито. Од тие причини тоа го зборам, значи една невидена шанса. Светот на 21. век, светот на утрешнината, фактички веќе е светот на денешницата. Не е светот на глобалниот запад, како што кажуваат. Униполарниот момент на Соединетите американски држави заврши прво со 2008 година на голема криза, потоа 2016 година и Брекзит и изборот на Трамп исто така даден сигнал дека светот е променет. Во овој променет свет, секој си ја бара својата шанса, ќе си ја бараме и ние. Шансата, прво, зборуваме како држава да возможиме нели дипломатски конзуларна заштита за нашата нација и за нашите граѓани кои се расејани секаде по светот, тоа е едно. А второ, си ги бараме нашите шанси за извоз на наши производи, за промоција на Македонија како средство за инвестиции и за овие типови на соработка, научна, технолошка и соработка во секој поглед. Така што во тој смисол ова е добра посета, исто така дај Боже во иднина оние нарушени односи кои што ги наруши владата на Зоран Заев со Кина да се поправат. Се сеќаваме дека се криминализира инвестициите во автопатиштата кои што дојдоа од Кина, што сериозно ги начна македонско-кинеските односи, што не е добро. Не треба да си играме играчки со една така голема сила, веќе имавме една голема
хаварија со признавањето на Тајван во 99-та година, во 2017 година имавме уште една сега имавме, сега кога веќе спомнавме Кина, пред 2-3 месеци имаше и други реакции од кинеска амбасада, ама да не влегуваме сакам да кажам дека и тоа е една значајна земја. Да не влегуваме тоа е една значајна земја, еден значајен пазар. Покрај тоа, јас ја отворив нели амбасадата во Бразил, тоа исто така еден растечки джин кој што има своја стратегија. Индија, Бразил се дел од онаа групација на. Па не е само тука БРИКС, тука и може почека Г20 да го земеме. Тоа се да прашам, каква е улогата на моментално на Индија во меѓународната политика и во економската слика на светот? Растечка велесила, членка е на Г20, членка е на БРИКС, членка е на КВАД, нели? Тука е во таа, како да речеме, западна алијанса, си ги чува сите авении свој отворени. Нивната тежина од секогаш била голема. Водечка сила е сега во движењето на неврзаните. Најголема светска демократија, најбројна светска демократија, во моментов земја која што има најбрзи стапки на економски раст. Во тој смисол тежината на оваа земја, како да кажам, вон памет е воопшто да се проблематизира улогата на еден ваков глобален джин во надоаѓање. Тие се уште не се на позиција кај што треба да бидат, меѓутоа во наредната деценија секако дека доаѓаат до таму. Светот се враќа на своето, ако можем така да наречем, фабричко подесување. Значи, историјата на глобусот беше историјата која што главно се кружеше околу азијскиот континент. Тоа се наруши со ерата на поморските откритија, со индустријската револуција, неве гледаме дека повторно овие земји фаќаат свој замав и повторно таму нели ќе се кројат светот на утрешнината. Добро е што и еве Македонија има една своја стратегија, а и добро е што Индија ја препознала Македонија како партнер за соработа. Благодарам за гостување. Месечната плата стаса речиси 50.000 денари, пораст од 8,2% за една година. Трамп се заканува дека ќе нападне нуклеарни објекти во Иран. Техеран предупредува на проширување на војната. Нов раст на просечната плата во споредба со минатата година, статистиката измери зголемување од 8,2%. Просечната нето плата во Македонија за месец мај изнесувала речиси 50.000 денари. Мартин Арсов со деталите. Просечната нето плата во земјава продолжува да расте и се доближува до 50.000 денари. Според податоците на државна статистика, во мај годинава просечната исплатена нето плата по вработен изнесувала нешто над 49.500 денари. Во споредба со истиот месец лани, просечната плата е повисока за 8,2%. Најголем раст на платите има во секторите поврзани со одржувањето на јавните системи и услугите, во снабдувањето со вода, управувањето со отпад и санацијата на животната средина. Платите пораснале за речиси 12%. Зголемување има и кај вработените во уметноста, забавата и рекреацијата, како и во транспортот. Позитивно движење има и на месечно ниво. Во споредба со април, најголем скок на месечните примања е забележан во трговијата и поправката на возила, каде платите се повисоки за 6,3%. Раст има и во рударството и транспортот. Вработените во IT секторот со просечна нето плата од над 90.000 денари заработуваат речиси двојно повеќе од македонскиот просек. Најниско платени пак според статистика се вработените во сервисните дејности со храна. Од ВМРО ДПМН вела дека владата ќе продолжи да ги подобрува условите за работа. Покрај унапредувањето на системот за социјална заштита, владата продолжува со спроведување мерки насочени кон подобрување на условите за работа на вработените, поддршка на младите и креирање на долгорочни политики за демографски развој. Потпишан е нов колективен договор со кој платите на вработените во центрите за социјална работа во земјава се зголемени за 20%. Со ова се вреднува трудот на стручните лица кои секојдневно обезбедуваат поддршка за граѓаните и создаваат подобри услови за нивна професионална работа. Од СДСМ пак и денеска вела дека граѓаните живеат полошо. Потрошувачката кошничка продолжува да расте и изнесува речиси 70.000 денари, а минималната плата остана без реално зголемување кое би го следело растот на цените. Новото поскапување на горивата ќе има директен ефект врз сите други цени во економијата. Транспортот, производството и дистрибуцијата на стоки ќе поскапат, што ќе предизвика нов притисок врз инфлацијата. Економската политика на ВМРО-ОКГ се покажува како неуспешна на сите нивоа, велат од опозицијата.
Инаку во мај, кога е измерен растот на просечната плата од над 8%, статистика пресмета дека трошоците за живот пораснале за 4,8%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Реконструиран одделот за травматологија на хируршката болница Свети Климент Охридски во Скопје. По целосно реконструирање и модерно опремување, одделот за травматологија во клиниката за хируршки болести е пуштен во употреба. Инвестицијата чини 230.000 евра, а опфаќа комплетно нови електрични и водоводни инсталации, систем за грејење со капацитет на одделот од 26 кревети. Направена е реконструкција на комплетно целиот оддел со комплетно нова електрична инсталација, водоводна, значи доводна, одводна канализациона, како и промена на системот за парно грејење, промена на комплетните подови и монтажа на така наречени автоматски сензорски врати, кои што се во склоп на препораките на Светската здравствена организација за намалување на трансмисијата, односно преносот на интрахоспиталните инфекции, што да не кажам подразбира дека нема кваки на самите врати, него само со доближување до раката на сензорите се отвараат или се затвараат. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека здравството останува во врвот на владините приоритети и најави реализација на нови развојни проекти. Од 65-та наваму шајка не е закована, така што еве полека, но сигурно почнуваме да ги реализираме тие приоритети. За жал не можеме преку ноќ се тоа на кое што со децении било уништувано да го исправиме, но еден по еден приоритет ги решаваме. Така што и во периодот кој што следи, здравството ќе биде еден од врвните приоритети во работата на владата. Ќе продолжиме да инвестираме. Веќе буџетот надминува 1 милиарда евра годишно кој што се инвестира во здравството. Имаме планови, имаме развојни проекти кои што во периодот што следи ќе почнат да се реализираат. Министерот за здравство најави дека ќе се реновира и оперативниот блок и ургентниот центар на клиниката. Директорот е амбициозен и веќе работи на планот за целосна реконструкција и на ургентниот дел и на оперативниот блок и се надевам дека со тоа ќе се комплетира во догледно време реконструкцијата на овој капацитет кој е важен хируршки центар во градот. На одделот работат 9 хирурзи и травматолози, а во текот на една година во клиниката која е прва инстанца за травматските повреди на населението во главниот град се изведуваат 1100 операции. Миријана Давидовска, Сител телевизија.